своите ставови, фрустрации, очекувања, стремежи и така желби и така натаму. И сите тоа го мешаат. И таа предрасуда, тој стереотип, таа фрустрација, ќе речам, од секого од нас, генерално зборувам, се разбира, некои не можат да ја контролираат, и избива на површина. Самата, да речам, фотографија јасно укажува на тоа и некако ја го врамува и нашиот, несвесно го врамува и нашето разбирање на тоа кој треба да се грижи за децата во домот и под два, кој е тој кој што може да биде интелектуалец. Луѓето селектираат, бираат што од каде ќе се информираат. Бираат што ќе запомнат, бидејќи тоа одговара на нивните претходни уверувања. Практично се соочуваме со проблем од новите генерации кои што јавно со име и со презиме шират секаков тип на информации, лажни вести, говорна образа, тоа е веќе по дефолт. Уредниците се тие кои што мора да се погрижат да не се објавуваат неточни, погрешни или искривени информации или слики. Многу често вклучувајќи наслови кои не се поддржани од текст. Не им се верува во целосна избори. Значи се проверуваат во истражувачкото новинарство, се потврдува дали тоа што е кажано од извоите е истина, не само од анонимните извои, туку извоите од владени представници, партиски представници и така натаму. Приказната мора да биде ослободена од сензационализам. Тоа особено важи кога се известува за ЛГБТ заедницата, тука трансродовите лица, сексуалните работнички. Пристапот кој што медиумските работници го имаат и тргнувајќи од терминологијата која што ја употребуваат, за да ги означат лицата со попреченост или да ги опишат некои карактеристики и нивни права, па се до генерален пристап на милосрдие или на медицински модел, како што ние го нарекуваме. Да излеземе малку надвор од тие специализирани емисии, да се овие лица да кажат нешто и плюс сигурно нивниот свет не се сведува само на нивните проблеми. Голем дел од нив сигурно може да кажат да си имат некои мислења за состојбите какви се моментално. Статистиката зборува дека се намалува говорот на омраза, меѓутоа јас лично мислам дека тоа не е факт. Туку станува збор за селење на говорот на омраза од медиумите во социјалните мрежи. Па се соочуваме со еден невиден наплив на неписменост, медиумска некултура, жаргони до вулгаризми и уште што е поопасно, а за жал многу често, присуство на навреди, груби невистини, извртени факти, произволни констатации. И на крајот ефектот го имаме, гледаме сите дека говорот кој што го имаме во секојдневието е полн со агресивност и такво однесување што порано или подоцна може да предизвика некакво насилство. Истовремено предизвик стана да се заштити јавноста од самите себе од лажните вести кои се самите почетоци додека се уште науката и здравствените власти нема сигурни одговори за вирусот, се ширеа пребрзо и правеа некакво огромни штети. Не само традиционалните медиуми, и онлайн медиумите. Нивната задача е уствари да произведуваат вести. Вести со кои што ќе им се спротивстават на говорот на омраза и на дезинформациите кои што се шират онлайн. И публиката да
да има доволно знаење за да препознава што е добро и што е лошо или пак што треба да слуша и што не треба да слуша. Се во ова може да се постигне само ако имаме доволно простор, ако даваме простор доволно во нашиот образовен систем. Овие факултети кои што градат наставен кадар треба да се поразговара во насока на тоа како овие компетенции и вештини за медиумска писменост да ги совладаат во текот на високото образование. Државата преку надлежните органи треба да го спостави адекватен систем за следење и пријавување на сторување и искажување на говор на омраза, да овозможи систем на бесплатна правна помош на жртвите. Оно што може да има вистински импакт, тоа се санкциите за носителите на говор на омраза на социјалните мрежи. Тука според мене клучна улога има обвинителството како првалка, а потоа и судот. Ако судиите од Европскиот суд за човекови права се децении назад наоѓаат начини како да утврдат намерата и волјата, волноста да се предизвика нели говор на омраза или некаква штета, тогаш нашите судии тоа како и нашите обвинители тоа како имаат каде да погледнат. Заштитата од дискриминацијата и спречувањето на говорот на омраза за нас во Советот за етика е еден од клучните столбови на нашата мисија. Главната порака што сакаме да ја пратиме е дека потребна ни е државата на овој пат, заедно со сите органи на системот. Кога државата би ја вршала својата работа и би ни помогнала, не само што ќе се почитува законот, туку ќе се направи јасна линија за тоа каде завршува слободата на говор, а каде почнува говорот на омраза. Овие средби, случувања и вмрежувања ни помогнаа да си ги отвориме овие прашања околу корените на појавата говор на омраза во медиумите и дискриминацијата, околу тоа како можеме да настапуваме ефективно, заеднички и координирано, за да се справиме со овој проблем, каде да се обратат граѓаните во врска со овој проблем, да помогнеме јавноста воопшто да биде информирана и да знае кои се механизмите кои што стојат на располагање.